Како обвинет за криминал вреден половина милијарда евра кој се наоѓа на црниот список на САД доби македонски пасош, како Агенцијата за национална безбедност донела позитивна оценка дека лице со вакво досие, кое Шпанија решила да го екстрадира назад во Украина, може да добие македонско државјанство. Но овие прашања, поврзани со Александар Онишченко, во собранието ќе треба да одговара директорот на АНБ Виктор Димовски, ако позитивно одговори на поканата присуствува на седницата на Собраниската комисија за надзор на работата на агенцијата со која раководи. Лично сум многу загрижен во врска со издавањето на македонски државјанства и на македонски пасоши. Веќе имам чувство дека секој втор хоштаплер и криминалец има во джебот македонски пасош и според мене сметам дека тоа е еден сериозен предизвик, сериозна аномалија во безбедносно разузнавачкиот сектор на државата. На вистина е чудно и скандалозно како АНБ дала позитивно мислење Онишченко да добие македонски пасош, ако се знае дека со обично пребарување на интернет можеме да видиме дека против него има сомнежи и истраги за корупција, но и сомнежи за проституција на избори за МИС. Според пратеникот Љупчо Пренџов, време е граѓаните да дознаат кои се условите под кои светски криминалци добиваат македонски пасоши. Граѓаните треба да знаат што се случува, на кој начин се издаваат овие македонски државјанства, бидејќи сметам дека не само што го нарушуваме нашиот безбедносно разузнавачки систем, дека не им правиме добра услуга и на колективитетот на НАТО, бидејќи НАТО е силен колку што е најслабата членка силна во поглед на безбедносниот систем. Онишченко е последен човек со проблематично криминално досие за кој знаеме дека добил македонски пасош, но не е прв. Тука си седат Пекер, Јован Вукотиќ, Валит Исах Мајс, Флоријан Мусај, Стефан Ѓукиќ и Желјко Бојаниќ, кои се меѓу најбраните криминалци во светот, а пред 2 години беше објавено дека добиле македонски пасоши со тут идентитет.